Интересно е дека всушност никој од страна на Европската унија, со оглед на тоа што писмото на председателот Иванов беше директно адресирано до првиот човек на Европскиот совет Доналд Туск, како и до генералниот секретар на Северноатлантската алијанса Јенс Столтенберг, не реагира, односно не потврдува или демантира дали е примено писмото и како ќе се одговори од страна на овие две институции, односно од страна на Европската унија и од страна на НАТО. Едноставно, никој никако не ја спомнува оваа епистоларна притиска започната од страна на председателот Иванов, иако имавме ние пред 2 дена тука Совет за надворешни работи на Европската унија, каде сепак на иницијатива пред на унгарскиот министер за надворешни работи Петер Сијарто, така наречената албанска платформа и воопшто кризната политичка ситуација која може да ја вовлече Македонија во далеку подлабока, па можеби и меѓуетничка криза, беше ставено на маса, но и во тој случај високата представничка на Унијата Федерика Могерини и најголемиот дел од шефовите на дипломатиите на ЕУ земјите едноставно не сакаа да ја коментираат албанската платформа. Ако претходно неретко ја осудуваат и ја коментираат, например, руската вмешаност во украинските случувања или понекогаш српското вмешување во внатрешните работи на Босна и Херцеговина, односно во Република Српска, во случајов едноставно има буквална тишина, нема никаква реакција од страна на официјален Брисел за тоа што се случува во Македонија во однос на вмешувањето на странска држава во внатрешните работи на земјата, што се разбира дека е без преседан.